Велика Британија беше потресена од веста за ужасното убиство на познатата режисерка на документарни филмови Дженифер Абот. Таа беше пронајдена 4 дена подоцна завиткана во кебе со селотејп преку устата во нејзиниот дом во Лондон. Режисерката Дженифер Абот најверојатно е убиена поради златен ролекс обложен со дијаманти, објави британската полиција. Нејзиното тело го пронашле роднини и соседи кои биле загрижени бидејќи таа не одговарала на повици и пораки 4 дена. Кога провалиле во куќата каде што живеела, затекнале ужасна гледка. Несрекната жена била мртва, а убиецот или неколкумина од нив ја завиткал во кебе и ја залепил устата со селотејп. Скапиот часовник исчезнал од нејзиниот дом поради што полицијата се сомнува дека мотивот за злоусторството бил личен интерес. Дженифер Абот изгради кариера во светот на документарните филмови. Со оглед на тоа што дел од својот живот го поминала во Соединетите Американски држави, поради работата што ја вршила, запознала многу познати личности со кои се спријателила. Меѓу оние со кои се дружеше беа Парис Хилтон и Кейт Хадсон. Ноле ги прегрнува сопругата и децата, сите носат роденденски капи, тортата ја направила малата Тара. Јелена Џоковиќ го прослави 39-тиот роден ден покрај заканите во луксузниот стан од 2 милиони евра. Сопругата на српскиот тенисер Новак Џоковиќ, Јелена, го прослави својот 39-ти роден ден. На Инстаграм таа објави семејна фотка со сопругот и двете деца, Стефан и Тара, чии лица ги покри со емотикони. На фотографијата тие позираат со роденденски капи, додека Ноле ги држи во приградка, а се подготвуваат за дување свеќички. Славеничката е среќна и насмејана покрај најсеканите, а носеше мајца со тема инспирирана од серијата Friends, на која пишува она во која Јелена го слави својот роден ден, а Тара и направила торта. Во вторник вечерта во Младинскиот културен центар во Скопје беше отворено третото издание на групната изложба Професори и студенти. Изложбата е отворена од 17 до 30 јуни и прикажува дела од областа на лековната и применетата уметност кои ги изработиле професори и студенти од факултетите и школите од Скопје, Тетово и Штип. На ова веќе традиционалната годишна изложба представени со дела изработени во различни уметнички техники од сликарство, скулптура, дигитални медиуми, моден и внатрешен дизајн, фотографија и инсталација. Една од необичните карактеристики на ова изложба е приказот на способноста на професорот да предизвика емоции и мисли што ќе ги надминат границите на очекуваното или секојдневното и со тоа ќе го инспирира студентот за истражување на нови хоризонти, напиша професор Кирил Пенушлиски во воведот на каталогот на изложбата. Делото изложените дела представуваат резултат на соработка меѓу студенти и нивните ментори или пак серии на дела кои се надоврзуваат едно на друго. Дирекцијата за култура и уметност Скопје информираше дека во периодот од 21 јуни до 31 јули 2025 година ќе се одржи 46-тото издание на Скопско лето. Скопско лето 2025 година ќе понуди повеќе од 35 настани во текот на 40 дена, концерти, театарски представи, изложби, литературни вечери и танцови перформанси на различни културни сцени низ градот. Настаните ќе опфатат уметници од земјата и странства, создавајќи незаборавна атмосфера на уметничко лето во Скопје.